Добар ден! И во денешната е училница по предметот геодетски мерења за втора година сте повторно со мене професор Марија Ковачевска од Средното општинско училиште Нико Несторот Струга. И денешниот час е посветен повторно на примената на синусната теорема, со тоа што малку поголемо внимание ќе посветиме на вториот и третиот случај на примена, при што ќе ги објасниме постапките на решавање и ќе решиме конкретни примери за истите. Најнапред да се подсетиме. Опиши ги трите можни случаи на примена на синусна теорема во однос на познати и мерени елементи. Препорачувам ова да го направите со користење на цртеж, што во значителна мерка ќе ви олесни анализата на случаевите. Да ги разгледаме заедно. Првиот случај, во кој што имаме измерени 3 агли и една страна. Вториот случај, во кој што имаме измерени 2 агли и една страна, од кој што секако еден агол и една страна треба да се еден наспроти друг. И третиот случај, во кој што имаме измерени 2 страни и еден агол наспроти една од страните. За сите случаеви важи истата синусна теорема во оваа формулација. Ако одговорот е вака, значи дека точно сте одговориле на поставеното прашање. Рековме денеска подетално зборуваме за вториот и третиот случај. Почнуваме со вториот. Рековме вториот случај на примена на синусна теорема е кога имаме измерени 2 агли и страна наспроти еден од познатите агли. Ова е случај кога првиот непознат елемент е аголот гама. Аголот гама го одредуваме како дополнување од 180 степени. Односно, знаејќи дека збирот на внатрешните агли во триаголникот е 180, вредноста на аголот гама ќе го добиеме како 180 минус збирот на познатите агли алфа и бета. Пошто се разликува ова од првиот случај за кој што зборувавме минатиот пат? Во првиот случај ни беа познати сите 3 елементи и имавме можност за израмнување, односно можност да ги поправиме сите мерени агли. Во овој случај, бидејќи се познати 2 агли, а третиот го добиваме како дополнување до 180 степени, не постои можност за израмнување, односно не постои можност одстапувањето кое се јавува поради грешката при мерење на агли да ја го распоредиме на сите агли подеднакво. Односно, бидејќи аголот гама го пресметуваме како дополнување до 180 степени, тој ги носи со себе сите грешки од мерените агли. Другите непознати елементи во триаголникот се секако страните Б и С. За да дојдеме до нив, повторно ја поставуваме основната формулација на синусната теорема. Константата М ја пресметуваме на истиот начин како и во првиот случај, односно ги бараме кои се познатата страна и аголот наспроти нејза и од тука ја пресметуваме вредноста на М. Познавајќи ја вредноста на М, можеме да ги
извлечеме формулите за пресметување на страните B и C, односно страната B ќе се пресметува како m по синус од аголот бета, а страната C како m по синус од аголот гама. Со тоа сме ги пресметале сите елементи во триаголникот. Следи контрола. Контролата на пресметување и во овој случај е иста како и во првиот случај, односно страната А треба да биде еднаква на B по косинус од гама плюс C по косинус од бета. Ако контролата се сложи, односно еднаквоста се постигне, значи дека триаголникот е точно решен. Да видиме како ќе го решиме примерот. Имаме пример во кој што велиме да се реши триаголникот ако се зададени два негови агли и страната А, која што изнесува 165,25 метри. Дадени се вредностите на аглите алфа и бета. Алфа 68 степени 44 минути 15 секунди и бета 62 степени 20 минути и 9 секунди. Аголот гама, рековме, го пресметуваме како разлика помеѓу 180 минус збирот на аглите алфа и бета. Збирот на аглите алфа и бета изнесува 131 степен 0,4 минути и 24 секунди. Кога ќе ја направиме разликата, добиваме дека вредноста на аголот гама изнесува 48 степени 55 минути и 36 секунди. Сега кога се познати трите агли во триаголникот, преминуваме на пресметување на непознатите страни. Најнапред ја пресметуваме константата m, која што во случајот изнесува 177,32. Страната b ја пресметуваме како m по синус од бета и изнесува 157,05 метри. И страната c m по синус од гама, која изнесува 133,68 метри. Откако се пресметани сите елементи во триаголникот, вршиме контрола на пресметувањето преку соодветната формула и добиваме вредност 165,25, што е идентично со вредноста на зададената страна А. Со тоа контролата е завршена и сме сигурни дека триаголникот е точно решен. Примерот решете го самостојно и направете контрола со вредностите кои што се зададени. Да анализираме. На што треба да се обрати внимание? Ова е случај кога третиот агол го добивме како дополнување до 180 степени. Со тоа, грешката од мерените агли е целосно содржана во аголот кој што го одредуваме со дополнување. Од таа причина, точноста која што се постигнува со овој начин на решавање на триаголникот, значително се намалува во однос на она точност која што може да се постигне кога имаме можност за израмнување. Продолжуваме со третиот случај во кој што се измерени две страни и агол наспроти една од страните, а како непознати се ја појавуваат останатите два агли во триаголникот, односно аглите бета и гама и страната С. За решавање на истиот најнапред ја поставуваме основната формула за синусната теорема и
утврдуваме на кој начин ќе пресметаме константата m. И во овој случај константата m ја одредуваме преку познатите елементи, односно преку страната А и аголот алфа. За прв пат во овој случај се наидуваме на пресметување на агол преку позната должина и од таа причина ќе ја изведеме формулата за пресметување, односно можеме да го одредиме аголот бета затоа што ни е позната страната Б. Во случај да беше позната страната С, прво ќе го одредувавме аголот гама. За да видиме како изгледа формулата за пресметување, од основната формула ќе изведеме еднаквоста B врз синус бета е еднакво на M. Тука веќе имаме два познати елементи, дадената страна B и веќе пресметаната константа M, останува непознат само синусот од аголот бета. Синусот од аголот бета во случајот ќе го добиеме како однос помеѓу страната и константата, односно B поделено со M ќе биде синус од аголот бета. При решавањето да внимаваме. На овој начин го добиваме синусот од аголот бета, а самиот агол ќе го добиеме како аркус синус од B поделено со M. Кога веќе го имаме и вториот агол во триаголникот, третиот агол ќе се пресмета како дополнување до 180 степени. На тој начин обезбедуваме да ги добиеме сите три агли во триаголникот и правиме контрола дали нивниот збир изнесува 180 степени. Штом сме го добиле аголот гама, веќе имаме можност да пресметаме страната С и на крај контрола на целосното пресметување. По истата формула по која што контролиравме во претходните случаи. На што треба да внимаваме во овој случај? Ако е измерен агол наспроти пократката страна, триаголникот има две решенија, од кои само едното ја покажува точната позиција на точките на терен. Затоа треба да се внимава. Кога сме во ситуација да го користиме третиот случај на примена на синусна теорема, да обезбедиме да е измерен агол наспроти подолгата страна од триаголникот. Пример. Да се реши триаголникот ако се зададени две негови страни и еден агол. Во случајов зададени страната А 293,48 метри, страната Б 276,19 метри и аголот алфа 69 степени 48 минути и 17 секунди. Најнапред да провериме дали аголот што е зададен се наоѓа наспроти подолгата страна. За да избегнеме можноста за појавување на две решенија. И во случајов аголот алфа се наоѓа наспроти страната А, која што е подолга во однос на страната Б. Што значи можеме да очекуваме само едно решение на триаголникот. Продолжуваме со стандардното решавање, како и досега, најнапред пресметување на константата M, која што во случајов изнесува 312,70. Аголот бета го пресметуваме како аркус синус од
0,88324, да не заборавиме дека вредноста 0,88324 сме ја добила како B поделено со M. И на овој начин го добиваме аголот бета, кој што изнесува 62 степени 02 минути и 07 секунди. Аголот гама го пресметуваме како дополнувањето 180 степени и тој изнесува 48 степени 09 минути и 36 секунди. Рековме за контрола, прва контрола која што ја правиме во пресметката е дали збирот на сите три агли во триаголникот изнесува 180 степени, што во случајов во ред. Штом го имаме аголот гама, можеме да ја пресметаме и страната С како М по синусот аголот гама и таа во случајов изнесува 232,97 метри. И на крај, неизбежна контролата на пресметувањето, во која што добиваме дека вредноста која што ја пресметавме е иста со вредноста на зададената страна А, со што контролата е во ред. И триаголникот се смета за точно решен. Но што треба да внимаваме? Ако во триаголникот има агли кои што се помали од 30 степени, тогаш точноста на индиректно одредената страна од триаголникот е многу мала. Од таа причина се избегнуваат агли помали од 30 степени во триаголниците. Ако е измерен аголот наспроти по долгата страна, тогаш триаголникот има само едно решение. Но ако е измерен аголот наспроти по кратката страна, тогаш постои можност за појавување на две решенија. Само едно од овие решенија е точно и одговара на реалната положба на точките на теренот. За да се избегна можноста за појавување на две решенија, се трудиме секогаш уште при поставувањето на познатите елементи во триаголникот да е познат или измерен аголот наспроти по долгата страна. Да не се заборави исто така дека триаголниците се решаваат со хоризонтални должини. Ова важи за сите триаголници. Што значи тоа? Дека и ако должината е измерена косо, најнапред мора да се направи нејзина редукција пред да започнеме со решавање на триаголник. Триаголниците со примена на синусна теорема се решаваат во тригонометриски образец број 13 и ова важи за сите случаи на примена на синусна теорема. За да проверите дали ја совладавте денешната наставна единица, можете да одговорите на прашањата дадени во делот што научивме денес и исто така да ги решите примерите кои што се зададени. Ако имате одговор за сите прашања и успешно ги решите примерите, значи дека денешната наставна содржина ви е целосно совладана. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме во наредната лекција.